Добро вечер. Започва централниот дневник на телевизија Кочани. Започна изградбата на тротоари од левата страна на Кочанска река, од Крушарскиот мост до шопинг центарот. Советот за развој на Источниот плански регион на состанокот во Пехчево расправаше по регионалните предлог проекти со користење на грантови. Оштетувањата на асфалтниот пат Пантелеј-Рајчани ги иритира и селаните и германскиот инвеститор. Како да се надмине проблемот? Започнуваат обуките на земјоделците и другите заинтересирани за проектот Лешник во Македонија. Топлиот културен бран започна синоќа со детска представа, а продолжува вечерва со игран филм. Додека двете управи на Осогово се надмудруваат, градоначалникот предупредува. Одржан турнирот во борење Оризари 2013 година. За најдобар борач прогласен Григор Анев од екипата на Спартак. Се враќаме веднаш по рекламите. Гледајте не. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата милена фреквенција, телевизија Кочани. Започна изградбата на тротоари од левата страна на Кочанска река од Крушарскиот мост до шопинг центарот. Работите ги изведува компанијата Имако. Компанијата Имако ги започна градежните работи на уредувањето на тротоарите од левата страна на Кочанската река од Крушарскиот мост до шопинг центарот. На денешната пресконференција, градоначалникот Радко Димитровски ги најави активностите на овој план, кои се финансираат со средства од 2,5 милиони динари, средства од буџетот, во кои влегуваат и останатите активности реализирани на овој план во градот. Во рамките на програмата која што имаме за уредување на централното градско подрачје, продолжуваме со уредувањето на тротоарите. Еве овде се продолжува со тротоарите на улицата Маршал Тито, во должина до мостот кај шопинг центарот и продолжување понатаму до центарот на градот. Изведувач е истиот оној кој што ги изведуваш и другите тротоари, тоа е фирмата Имако. Очекуваме дека организацијата нивна ќе биде така, према прописите кои што ги имаат, да не посмета, да не попречи во нормалното работење, нормалното циркулирање на сообраќајот во овој дел од градот
и очекуваме во најбрз период во рамките на предвиденото време од 1 месец да целосно биде завршен овој потек со тротоарското уредување. Граѓаните со позитивна оценка на активноста на градоначалникот и општината на планот на комуналното уредување, но и со забелешки за реализирање на проекти кои ги очекуваат граѓаните. Градот добро се гради. Добро е, напредува. И градоначалникот добар е. Работе колку е способен, колку е кадар дан. Сега што се гради ова тротоарот тука покрај реката, ми се многу допаѓа. Не само во градот, треба и на другите населени места под општина Кочани кои припаѓа. Советот за развој на Источниот плански регион на состанокот во Пехчево расправаше по регионалните предлог проекти за искористување на грантови за оваа и наредната година. Во општина Пехчево се одржа 4-та седница на Советот за развој на Источниот плански регион. Главна тема на состанокот на градоначалниците и нивните работници беше утврдувањето на регионална листа на предлози и проекти во системот на грантови, ГИС и РЕД, врз основа на успешноста во работењето за периодот од 2013 до 2014 година. Во рамките на Советот на Источниот плански регион ја одржавме 4-та седница во Пехчево, на која што беа една од најинтересните точки распоредување на средствата од ГИС програмата за проектирање, за документација и распоред, односно предлог проекти за пред Бирото за рамномерен регионален развој. Во рамките на средствата од ГИС проектот можам да кажам дека општина Кочани од 5-те кои што ги доби регионот, општина Кочани заедно со општина Пробишти доби 2 проекти. Најбитниот за нас е изработка на документација за отпадните води на Пониква, како еден елемент за заштита на околината на Пониква, на нашиот, Кочанскиот и на Пробиштирскиот дел. Значи, изработка на студија, на документација за решавање на тие отпадни води. И за нас е мощно битно дека продолжуваме со обезбедени се средства за изградба на пензионерскиот дом во Кочани, како еден регионален проект. Иако е во Кочани, тој пензионерски дом ќе биде за сите општини од Источниот плански регион. Во вториот дел, во предлогот за пред Бирото за рамномерен регионален развој, општина Кочани заедно со општина Пробишти како прв проект е доасфалтирање на патниот правец Пантелеј Турско Рударе со 2,5 километри оние кои што останаа пред Рајчани и изградба на мост на Оризарска река, спојување со патот М5. Очекуваме дека и двата проекти ќе бидат прифатени од страна на Бирото за рамномерен развој и дека во декември ќе почне реализацијата на истите. Советот за развој на регионот ја разгледа и предлог програмата за организирање регионални надпревари по наставни предмети за ученици од основното и средното образование. На 4-та седница на Советот за развој на Источниот плански регион беше усвоена информацијата во врска со имплементацијата на проектот Превенција од насилство и малолетничка деликвенција. Оштетувањето на асфалтниот пат Пантелеј Рајчани ги иритира и селаните и германскиот инвеститор. Прашањето е како да се надмина овој проблем. Дека домашниот и надворешниот есап најчесто не одат заедно, потврди проблемот со користењето на патот од Рајчани до Пантелеј и оштетувањата што се појавија во делот покриен со асфалт. Германскиот инвеститор пред 2 години со собствени 120.000 евра го проби и тампонира патот од Рајчани до Спанчево. Таквата инвестиција ја поздравија граѓаните кои овде се обраќајот и го користат. Од оваа година со започнувањето на транспортот на камени гранулации од Габро, тешките товарни возила предизвикаа оштетување на патот меѓу двете планински села. Реагираа мештаните, реагира инвеститорот. Првите затоа што ќе им се уништи се уште недоизградениот асфалтен пат. Вториот затоа што никој не му кажал дека не може да го користи. На прашањето како ќе се решава овој проблем, градоначалникот Радко Димитровски со одговор. Патот е правен за локален пат, патот е за возила до 7 тони. Ние таму имаме сега еден инвеститор кој што изнесува градежни материјали со тешки товарни возила. Патот е доста оштетен, тражиме решение како ќе се најде
и рудникот да продолжи да работи, значи за градежни материјали, а во исто време и патот да се остане за онаа намена која што е. Очекувам дека и таму ќе најдеме решение во фаза на решавање. Сигурно дека ќе се поправат оштетувањата, ќе видиме кој ќе ги поправа, дали ќе поправа оној што ги направи или ние како општина. Дека проблемот не е едноставен, зборува повеќе фазната изградба, односно поставување асфалт на патот, која е започната пред 10 години и се уште не е довршена. Згора на тоа, асфалтот и подлогата под него се вон сите стандарди за вакви патишта, па распрегањето се одвива забрзано и незапирливо. Тоа значи, додека да се асфалтира последната делница од патот долго околу 2 километри, на првиот асфалт може да му се изгуби секаква трага. Од денеска во Берово и Виница и утре во Кочани започнуваат обуките за земјоделците во рамките на проектот Лешник во Македонија, кој се реализира со италијанска помош. Петгодишна програма со обука, информации и совети поврзани со одгледување на лешник, давање техничка подршка и продажба на сертифицирани садници на лешник е дел од проектот кој започнува да се реализира во општините Виница и Кочани под наслов Лешник во Македонија. Денеска на Пладне во салата во општина Берово се одржа првото предавање и презентација на проектот. Вечерва во 19 часот и 30 минути во сината сала во Виница ќе се одржи исто такво предавање, а утре, 26 јули, во 19 часот и 30 минути во салата за венчавки на општина Кочани ќе се одржи презентација на проектот Лешник во Македонија. Проектот е поддржан од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и општина Виница. Наскоро граѓаните на Кочани ќе плаќаат за користење на паркинг простор во централното градско подрачје. Ваква одлука ќе донесе Советот на општина Кочани. Со одлука која се очекува наскоро да донесе Советот на општина Кочани, наскоро граѓаните на Кочани ќе плаќаат за користење на паркинг простор во централното градско подрачје. Се работи за еден проект кој што опфаќа паркирањето во центарот на градот со преку 500 паркинг места и опфаќа улицата Маршал Тито, главниот централен паркинг и трговскиот центар, го опфаќа улицата кејот од левата страна, опфаќа плоштадот Ченто. Комплетниот елаборат беше на широка расправа, беше еднаш пред советниците, одложена е точката на дневен ред, очекуваме дека во најкраток период ќе биде ставена на совет и откако советот ќе донесе одлука ќе ја применуваме на платата на паркингот во општината Кочани. Топлиот културен бран започна синоќа со театарска представа, а продолжува вечерва со прикажување на играни филмови за деца. Последната недела од месецот е резервирана за содржините од првиот дел на манифестацијата Топол културен бран 2013. На неколку сцени на културните институции во Кочани ќе се реализираат планираните содржини, за кои во општината постои голем интерес. Манифестацијата започна синоќа со театарската представа за деца во потрага по волшебното бисерче, во режија на Кристина Атанасова Арсова. Топлиот културен бран продолжува и во наредните денови, од денес па се до 27 јули на сцената во Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани. Со почеток од 19 часот следуваат проекции на играни филмови за деца во продукција на Кинотеката на Македонија и ГТ институтот. Поддржани од страна на Министерството за култура се имитувањето на цртаните филмови за деца, поетскиот хепенинг, кој што се одржува и оваа година, понатаму изложбата на ракотворби од Сдруженијето Мобилност и концертот на триото Strings, додека сите останати се финансирани од страна на општина Кочани. Во јули програмата повеќе некако се сведува на децата, повеќе содржините се наменети за најмладите, за децата. Понатаму програмата во јули ја продолжуваме со промоција на збирка раскази од Ленче Стоименова. Истата ќе се одржи во библиотека Искра. И изложбата на ракотворби е завршен дел од активностите во месец јули и се случува на 31 јули во фоајето на Домот на културата. Месец август имаме побогати содржини. Почнуваме со фолклорен концерт на
Кут Гоце Делчев од Охрид. И истиот ќе биде збогатен и со настап на нашите фолклорни ансамбли од Кочани. Понатаму ја имаме Вера Данилова, сопран, значи ќе има можност да одржи свој концерт, нашата сограѓанка Вера Данилова, која што моментално живее и работи во Република Словенија. Тоа се случува 23 август, петок. Понатаму поетскиот хепенинг, односно Струшките вечери на поезијата во Струга, дел од писателите кои што гостуваат на Струшките вечери на поезијата ќе ни бидат гости нам во Кочани. Тоа се случува на 26 август. Продолжуваме со одржување на детската ликовна колонија. Овој пат ќе биде меѓународна, бидејќи имаме и учесници од збртимените општини на општина Кочани. Програмата ја завршуваме со триото Стрингс, кој што е сочинето од виолини, 2 виолини и клавир, кои што ќе ни одржат концерт на класична музика. Тоа ќе се случува на 30 август. На прашањето дали сте задоволни од содржините со кои конкуриравте и тоа што ви е одобрено од страна на Министерството за култура, таа вели: Задоволни сме од тоа што е одобрено од страна на Министерството за култура на Топол културен бран. Нели секогаш може повеќе, меѓутоа добро е и тоа што е одобрено. Општина Кочани навистина многу вложува во културата, така што сите оние кои што не се одобрени проекти, со кои што конкуриравме, ги поддржуваме како општина, значи ги реализираме. Манифестацијата Топол културен бран е само една од низата манифестации кои традиционално ги поддржува Министерството за култура и општина Кочани, кои во летниот период им овозможуваат на граѓаните да просетат голем број интересни културни содржини, концерти, театарски представи, литературни читања и други содржини. Освен еден случај на заболена пациентка од Кочани, засега не се регистрирани нови случаи на болеста Нилска треска. Нема нови заболени на западно-нилска треска, ниту пак пациенти со сомневање за оваа тропска болест. Единствениот случај, 57 годишната пациентка од Кочани, која во саботата била примена на инфективната клиника, закрепнува и е во добра здравствена состојба. Болеста не е увезена, бидејќи болната не била надвор од земјата. Матичниот лекар ја испратил за Скопје поради продолжена покачена температура и силна главоболка, кои не се смирувале 10 дена и покрај антибиотската терапија. Веќе трета година како оваа тропска болест се појавува кај нас, а оваа година по Грција, од Балканските земји, Македонија е втора земја со случаи на западно-нилска треска. Здравствените власти уверуваат дека се преземаат сите превентивни мерки за уништување на комарците, кои се единствен пренесувач на заразата. Повеќе од 60 општини во државата досега спровеле во просек по 3 дезинсекции. Ќе следуваат и нови, а за време на викендот ќе се направат и вонредни аеродезинсекции против комарци. Поради целосно интегрирање на системот за електронски катастар, оделението за катастар во Кочани утре петок нема да работи. Новата верзија на електронски шалтер се планира целосно да започне од сабота. Додека двете управи на Осогово се надмудруваат, градоначалникот предупредува дека двата клуба може да извисат и на спортски и на финансиски план. Народот вели, човек што сам ќе си направи, не може никој друг. Така е и со фудбалот во градот на Оризот, бидејќи двата клуба упорно работат во користењето на сопствената штета. Прво, лани раководството на Осогово Кочани си поднесе оставка без некој тоа да го бара од нив, надевајќи се дека ќе дојдат поквалитетни спортски работници кои ќе го унапредат фудбалот. Сега истото раководство сака по секоја цена да се врати на чело на Осогово, кој ќе ја добие поддршката на локалната власт. На тој пат им се испречи актуелното раководство на ФК Осогово 2012, кое не сака да слушне за повлекување. Актуелната состојба околу Осогово е меѓуклубски драматична и сериозно замрсена. Тоа не им одговара и на заложбите на градоначалникот Димитровски да има клубови со правно средени односи. За поддршката што ја дава да биде оправдана и во склад со позитивните законски норми. Еве го неговиот став околу овој проблем. Мојот став е мощне дециден и од првиот момент е изразен. Значи, ние разговараме за фудбалскиот клуб Осогово, така го гледаме како општина
и како раководство на општината, а две здруженија на граѓани, едното се вика Осогово Кочани, а другото се вика Осогово 2012, сакаат да го превземат фудбалскиот клуб Осогово од Кочани. Имавме интензивни разговори, преговори и нашиот став е мощно дециден. Имавме дописи официјални и до двете здруженија и до Општинскиот фудбалски сојуз да се произнесат кој е тој кој што ќе ги продолжи традициите на фудбалскиот клуб Осогово и кој е тој кој што ќе се зафати, односно ќе покаже дека може да ја продолжи традицијата на фудбалскиот клуб Осогово. Засега имаме одговор од здруженијето кое што минатата година го водеше фудбалскиот клуб, кој што се надпреваруваше, кој што го освои третото место во третата регионална лига. Очекуваме одговори од Општинскиот фудбалски сојуз, очекуваме одговори од здруженијето Осогово Кочани и мислам дека мора да дојде до помирување. Воколку не дојде до помирување, ние како општина Кочани ќе престанеме да ги финансираме и двете здруженија, а ќе тражиме решение за продолжување на традициите на фудбалскиот клуб Кочани на некој од другите начини. Јас сум оптимист, очекувам дека до рокот што им е зададен до утре, дека сепак тие ќе најдат начин, ќе идат на решение, има и конкретни понуди да се тие спојат и да заеднички настапуваат, да ги продолжуваат традициите на фудбалскиот клуб Осогово. Ние нема да го оставиме така во било која лига да се надпреварува. Фудбалскиот клуб Осогово до година слави 90 години и општината достојно ќе настои да го одбележи тој јубилеј. Сложениот проблем и ограниченото време за маневрирање на двете страни не им дава можност подолго да калкулираат или издействуваат поени на своја страна. Затоа доколку сакаат под досегашните услови да тренираат на стадионот Никола Мантов, ќе мора или да се договорат или едниот да попушти во корист на другиот. Третата опција е позната. Двата клуба да започнат нова ера во фудбалот во Кочани, кој од некогашното Согово наследство ќе го добијат само името. Во Оризари синоќа се одржа турнир во борење Оризари 2013. За најдобар борач е прогласен Глигор Анев од екипата на Спартак. Во организација на Зоран Митев, тренер на боречката секција од Оризари, а во техничка организација на боречкиот клуб Спартак од Кочани, во дворот на основното училиште Крсте Петков Мисирков се одржа третиот турнир во борење Оризари 2013. На турнирот годинава учествуваа 8 клубови од Република Македонија: Балканец Штип, Бучим Радовиш, Борец Велес, 7 мај Прилеп, Тигар Скопје, Осоговски, Крива Паланка, Неготино од Неготино и домаќинот Спартак од Кочани, со вкупно 80 борачи кои се надпреваруваа во 10 категории во пионерска и кадетска конкуренција. Турнирот на кој присуствуваа голем број на познати и признати имиња од македонското борење за отворен го прогласи Чедо Николовски, претседател на Федерацијата на боречките спортови на Македонија, а во името на домакинот зборуваше Јордан Димитров, претседател на боречкиот клуб Спартак од Кочани. Почитувани гости, почитувани борачи, драго ми е денеска што сум тука во Оризари. Јас сум прв пат тука во Оризари. На борачите им посакувам се најдобро, нека се изборат фер, коректно, нека победи најдобриот. Се надевам дека ќе прикажете добри борби, затоа што борачите што ги гледам тука се стварно квалитетни, ќе прикажат убави борби. На оризарци им посакувам да навиват за подобрите, нека победат подобрите. Представува огромна чест и задоволство да се присуствува на ваква манифестација организирана од нашиот тренер Зоран Митев, наш сограѓанин, тренер во боречки клуб Спартак. Ова е поред трет турнир што се организира во Оризари. Како што гледате, имаме голема посетеност од соседните градови, од боречките клубове. Се надевам дека оваа традиција ќе настави, па нашите очекувања во делот на резултатите, ако мислите на нашите борачи од боречки клуб Спартак, се позитивни. Од аспект што имаме млада генерација која има голем ентузијазам и морал и желба да победува. По 4 часовни надпревари, од кои половината се одржа под рефлектори, беа познати поединците за кои организаторот обезбеди дипломи. За најдобар борач на турнирот беше прогласен Глигор Анев од екипата на Спартак. За најдобар техничар Теодор Темелковски од 7 мај Прилеп, а најдобар млад надпреварувач беше Емре Бекиров од Балканец Штип. За сите тројца организаторот обезбеди пехари дипломи, кои им ги врачи Давор Димитров, секретар на боречкиот клуб Спартак од Кочани.
Турнирот го следеа голем број на гледачи, а пред почетокот на истиот за гледачите беше организирана богата културно-уметничка програма со настап на членовите на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Ова беа содржините што ви ги подготвивме за денеска. Ви благодариме за вниманието и имајте пријатна вечер. Довидување.